води повече от 15-16 месеца. Па се вратив со многу импресии, така што чувствата можам да кажам дека ми се и многу измешани. После сето она што го видов таму, сепак 3 месеци се доста голем период, а јас посетив 3 градови, отидов до првата линија на огнот во регионот, Изјум и можам да кажам дека буквално се изнагледав. Ако почнам да зборувам за масовната гробница што ја видов во Буча и сите оние тела по улици, па да завршиме све со храброст, така и луѓето кои решија свесно да останат и да живеат под бомбите во Харков. Мислам дека навистина ми се сите чувства измешани и сите импресии измешани. Нормално е дека не може човек да остане имун кога ќе види такво нешто како масовна гробница, но не може човек да остане имун и кога ќе види целата таа храброст и целата таа волја за живот која имаат луѓето кои останаа да живеат во најопасните градови. Вие направите документален филм за военните действия в Украина от различни точки. Кое обаче ви остави най-силно впечатление докато работихте там? Генерално филмот е фокусиран на цивилите и тоа не на бегалците, бидејќи веќе знаеме дека има премногу новинари, премногу луѓе кои ги чекаат бегалците на граница, така што дефинитивно во фокусот на филмот се луѓето кои свесно донеле одлука да останат и да живеат под бомби. Како, например, луѓето во Харков. Градот има 1,5 милион жители, од кои 1 милион жители, харковчани, се внатре во градот, одбиваат да го напуштат и едноставно се однесуваат како да не може никој да им го одземе она што тие го викаат дом. Стануваат, одат на работа, во меѓувреме ги чистат сите руини од сите бомби, се враќаат назад во своите станови и кога ќе падне ноќ се што им останува е само да се надеваат дека ќе преживеат до следното утро. Така што фокусот на филмот е токму на овие луѓе, бидејќи според мене тоа е една навистина неверојатно тешка одлука и потребна една неверојатна храброст, една неверојатна волја за живот и една неверојатна верба за да се остане и да се живее во такви услови. Буквално е тоа дожд под бомби. Преживувањето таму е буквално една лотарија, така што филмот ги става во фокусот оние кои решија да останат и оние кои решија да отидат во Украина, да си го ставаат, да си го изложат животот на ризик за да им помогнат на било каков начин на украинците. Разделява ли е македонското общество по отношение на войната в Украина? Как се информират македонските граждани за ставащото там според вас? За жал немам многу добри зборови, впрочем истото важи и за целиот Балкан. Јас во Украина не видов, па можам да кажам, ниту еден балкански новинар, особено не од овие држави кои што некако се разбираме и изборуваме слични јазици, можеби буквално немаше ниту еден новинар, така што се што се информираат балканските држави од странски новински агенции кои сепак не се директно известување, не се директни уши и очи на теренот, туку сепак е материјал кој некој ни го дава. Ако земеме во предвид и какви се рестрикции има за известувањето таму и опасности за да се пренесе една информација, можам да кажам дека сме навистина лошо информирани. Што се однесува до поделеноста и до тоа како информираат, генерално македонската страна, односно македонските медиуми се обидуваат да бидат проукраински како држава членка на НАТО, сепак се обидуваат да држат една барем неутрална страна, дел од нив се обидуваат да покажат поддршка, но сепак и руската страна е присутна на интернет и покрај тоа што беше укинат бродкастингот во македонскиот етер на руските телевизии. Северна Македония даде един доста голям пакет от военна помощ на Украина и на нейните въоръжени сили и сега се подготвя втори подобен пакет. Какво включва той и според вас как се възприема това в македонското общество?
Мислам дека голем дел од граѓаните се солидаризираат со украинците. Еве повторно ќе мора да кажам, никој век повеќе не гледа некаква опасност по нас откако влеговме во НАТО. Никој веќе не се плаши дека ние би можеле да бидеме нападнати или дека би можеле да се најдеме во војна, така што воопшто немаше остри реакции на ова. Напротив, мислам дека голем дел од граѓаните и ја поддржуваат оваа одлука, ако земеме предвид фактот и дека ние немаме некое современо оружје, сето тоа е малку застарено, ако можам и така да го кажам, и ако на тоа ја додадеме сликата во која што и немаме, не гледаме некоја опасност по нас, никој досега не се бунтуваше или не покажа отпор кон ваквата одлука од страна на властите. Кога може да завърши конфликта и каква е вашата прогноза като военен кореспондент, който е работил на терен в Украина? За жал, моите прогнози не се добри. Од оноја што можам да го видам и од оноја што го видов на терен, тоа е едно големо терање инат, тоа е една голема непопустливост од двете страни. Постојано се работи за неколку мали поместувања, офанзива, дефанзива, постојано се освојуваат и се заземаат и се враќаат по 2, по 5, по 10 километри. Нема никакво поместување и во голем дел и на терен, а бога ми ниту во преговорите, како што можеме да видиме, буквално двете страни, двете држави се во некоја фаза во која што се уште не се чувствуваат веројатно доволно исцрпени за да стават еден крај или за да се почувствуваат приморани да стават крај. Така што, за жал, не верувам дека оваа војна брзо ќе заврши. Јас не гледам такви опции и такви можности во брзо време, ниту пак такви потези од страна на властите, ниту во Украина, ниту во Русија. Така што, за жал, немам добри прогнози, иако сите ние како луѓе сите посакуваме што е можно побрзо оваа војна да заврши со оглед на фактот дека е на европско тло, па нас како на држави во Европа не ни е многу сеедно, не е исто војна не може да восприемаме исто војната во Украина како и војните на Блискиот Исток, например. Сепак е нешто што е многу блиску до нас и па еве ќе кажам, и се чувствува некаква блискост со украинскиот народ со оглед на фактот дека и тоа е славјански народ, и тоа е славјански јазик, така што можат граѓаните во Македонија да ја почувствуваат таа блискост и да се солидаризираат, што мислам и дека е случај.